Господине Димитриевски, се решивте да се кандидирате за претседател на државата. Кој беше мотивот за такво нешто? Главниот мотив е тешката состојба во која што се наоѓа македонскиот народ од сите аспекти. Првенствено загрозен национален идентитет, тешката социјоекономска состојба и едноставно граѓаните бараат стожер на државноста во форма на претседател кој што црпи својата сила всушност од поддршката на граѓаните на непосредни избори. Сметам дека Македонија може многу повеќе. Македонците заслужуваат да бидат обединети и да изберат претседател кој што нема да должи на ниту една политичка партија, туку првенствено ќе им должи на граѓаните. Ќе биде контролор на уставноста, законитоста, нема да подпишува политички закони по волја на политичките субјекти, туку секогаш ќе биде коректор на законодавниот дом во интерес на граѓаните, дополнително ќе ја представува достоинствено државата внатре и надвор, ќе гради нови пријателства во соседството со меѓународната заедница, со нашите држави стратешки партнери кои што припаѓаат во Европската унија и НАТО, и ќе ја поведе Македонија како татко на нацијата во една вистинска насока на прогрес и просперитет. Доколку не влезете во вториот круг на претседателските избори, дали ќе го повикате вашето членство и вашите гласачи да поддржи некој од двајцата кандидати кои што ќе влезе во вториот круг? Јас дефинитивно очекувам да влезам во вториот круг и да победам на следните претседателски избори. Ако ме прашате како, ќе ви кажам исто така како што на локалните избори во Куманово, кое што ме научи како да менаџирам, победивме како единствени кандидати на граѓаните против сите политички партии. Тоа може да се случи и да го повториме и на национално ниво. Инаку, на вашето прашање само ќе кажам, немам намера, ниту пак имам морално-етичко право да тргувам со гласовите на граѓаните. Граѓаните се тие кои што одлучуваат на непосредните избори и тие ќе го направат својот избор, а не по насоки на мене лично или на било кој член на мојата млада и нова политичка партија Движење Знам за наша Македонија. Дали станува збор за пробен балон и проверка на силата пред парламентарните избори и можност да се издействува подобра позиција за едно можно коалицирање? Не, за мене ова е предизвика и обврска пред се да излезам од сигурната зона на градоначалничкиот мандат кој што е на половина во Куманово и да влезам во една ваква битка не за себе само, туку првенствено за државата, бидејќи неопходно е да се променат работите на крупно во Македонија. Македонија бара суштински промени. Ние не можеме да ги направиме тие промени доколку активно и директно не учествуваме во нив. Затоа излегов како кандидат на предстојните претседателски избори за иден претседател на државата и верувам дека граѓаните тоа ќе го препознаат и ќе дадат поддршка на една ваква кандидатура и иницијатива. Кои се вашите црвени линии, Димитриевски? Па сите национални црвени линии на македонскиот народ се и мои црвени линии. Македонецот мора да биде достоинствен, македонецот мора да биде граѓанин од прв ред, да соработува со сите граѓани кои што живеат во Македонија, тука вклучувајќи ги сите етнички групи, да градиме реален соживот, пријателство, да градиме мултиетничко општество со еднакви права и обврски во општеството, како што денеска не е случај. Политичката елита живее на еден начин, обичниот граѓанин на друг начин. Сите говорат за албанизација, а всушност во Македонија се случува еден голем процес на дуизација, кој што од друга страна ги фрустрира останатите граѓани и сметајќи дека давајќи им чувство да се чувствуваат како граѓани од втор ред. Тоа мора да го разбиеме и Македонија мора да тргне напред, бидејќи има капацитет и потенцијал како државата. Господ ни дал сонце, ни дал плодна почва, ни дал природни ресурси кои што за жал недоволно ги искористуваме, а на крајот бенефитите од тоа завршуваат во приватни џебови, а не во националната каса. И корупцијата еднаш мора да ставиме крај за секогаш, за да направиме стабилно општество во кое што ќе има владење на правда за сите и казнивост за сите. Дали ќе настапите во сите 6 изборни единици и дали може да ни откриете некој од носителите на листиве?
Да, ќе имаме 6 кандидатски листи, ќе учествуваме на парламентарните избори во сите 6 изборни единици, единствено што во моментов можам да ви кажам дека јас нема да бидам носител на ниту една од тие кандидатски листи, а за останато ќе почекате до 24 овој месец кога е свикан и закажан, значи главниот пленум на партијата и ќе одржиме промотивен конгрес или конвенција каде што ќе ги промовираме сите наши кандидати за носители и сите кандидати за парламентарци на следните парламентарни избори. Ќе има некои звучни имиња? Дефинитивно да, секој име е звучно по себе, сите луѓе поседуваат личен интегритет и авторитет во јавноста, но истите целиот овој временски период во плурализмот кој што е повеќе од 30 години никогаш не добиле шанса за тоа што другите политички партии во државата овие 30 години функционираат како приватни фирми и акционерски друштва каде што лидершиповите на партијата всушност ги поставуваат кадровските решенија. Ние овој пат оставаме на нашето членство да ги даде реалните кандидати кои што излегуваат од граѓаните и ќе настапиме и ќе дадеме шанса токму на такви луѓе. Колку пратеници очекувате да освоите? Не лицитирам со бројките, но бројката која што ја очекуваме како поддршка на следните парламентарни избори е прилично голема и дефинитивно знам ќе биде следниот кеймейкер во државата кој што ќе даде допринос за формирање на следното едно парламентарно мнозинство со слашителен број на пратеници, но претходно сите наши преговарачи ќе им понудиме да потпишат одредена платформа која што ќе ги дефинира македонските црвени линии во идното наше политичко делување. Со оглед дека вашето гласачко тело во најголем дел потекнува од СДСМ, очекувате ли да им ја искомплицирате состојбата на актуелната партија на власт? Па видите, знам како нов политички субјект стожер на крушевските вредности и на основските постулати, вистинското место за реалните членови кои што ги има многу на СДСМ, а си искрени во идеологијата е токму тука кај нас, но ние се обраќаме на целиот електорат. Имаме поддржувачи од сите страни, а најголем дел на поддржувачи кои што за жал беа разочарани, им беа убиена надежта во делот на шарената револуција и дополнително неопределени гласачи кои што многу ретко гласаат. Граѓаните треба да сватат дека овие избори се суштински за опстанокот на плурализмот и ослободување на Македонија, бидејќи ние во моментов живееме во една заробена или приватизирана држава која што ја контролираат грст на луѓе кои што во континуитет се менуваат на власт. Едни си доаѓаат, други си заменуваат и обратно. Мора да го разбиеме тоа црно сивило и да внесеме некои дополнителни бои. Ова е последниот момент кога граѓаните мора да се одважат, да ги препознаат нашите барања, да излезат и секако да дадат поддршка. Не ме одговоривте, очекувате ли да искомплицирате состојбата на СДСМ, видите рековте и вие добар дел. Значи ние не ја создаваме партијата да комплицираме состојба на никој, ние ја создаваме партијата за да на следните избори СДСМ изгуби, а ВМРО не добие шанса да победи. И за крај, дали имате поддршка од поранишниот лидер на СДСМ Бранко Црвенковски и дали тој е дел од партијата? Јас би се радувал доколку имам, но до сега барем јас не слушнав во јавноста дури дека има подпишано и мојата иницијатива за кандидатура за председател на држава. Секој е добре дојден, како што имам претходно кажано, кој што и се нема огрешено на Македонија и кој што не направил штета на македонскиот народ и на лично Црвенковски го почитува. Рековте ке од вас очекувате да зависи идното формирање на парламентарното мнозинство. Каде се гледате поблиско, до СДСМ или до ВМРО да помоне? Не, ние ги гледаме потенцијалните партнери поблиску до нас, не се гледаме близу до никој, бидејќи немаме намера да бидеме било каква дополнителна вредност на едната коалиција, туку и факторот кој што ќе ја формира едната коалиција. Како тоа ќе го видиме по одлуката на граѓаните на следните избори. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Благодарам и вас.